Студениот бран кој зафати делови од Централна Европа пристигна и кај нас во Македонија. Имаме облачно и студено време со поројни дождови и засилен северен ветер. А на планините веќе падна и првиот снег. На превојот Стража, како и на Попова шапка, снежната покривка достигна и над 10 сантиметри. Времето утре ќе биде променливо, облачно и студено со повремени врнежи од дожд. На некои од повисоките места дожд и снег, а на планините со повремен снег и ќе дува засилен северен ветер. Во текот на денот се очекува снегот да се спушти и на повисоките населени места. За време на викендот ќе биде стабилно со ниски утрински температури, но дневните температури ќе бидат во благ пораст. Утринските ќе бидат се уште ниски, затоа што веќе е есен, не можеме да очекуваме многу високи температури. Максимално до 10 степени утринските температури. Докторите од брза помош предупредуваат, од температурните разлики можни се појави на вртоглавици, низок крвен притисок и омалаксаност. Најчести јавувања од нив се во поглед на варијабилен крвен притисок, појава на вртоглавица, на главоболка, на омалаксаност. Во тек е сега независно од времето си перзистираат и постојано вирусите од типот на гастроинтестиналните гоби, на респираторни вирози, редовно мерење на крвниот притисок, консултација и со матичните лекари, редовно земање на терапијата. Ако во моментот е низок, тоа да биде исклучување моментално на редовната терапија, меѓутоа си тоа во консултација, дали со матичниот лекар или со нашите доктори. И покрај снегот кој паѓа на повисоките планински места, патиштата се проодни и нема забрана за тешки товарни возила, соопштуваат од Македонија пат. Од превентивни причини се посолуваат и опосечуваат за да во ноќните часови да не дојде до подврзнување. Дежурните екипи на Македонија пат се постојано на терен со целокупната потребна механизација за одржување на праведноста на сите патни правци. До учесниците на сообраќајот да внимаваат поради обилните дождови, врнежи на цела територија. Сепак, според метеоролозите, студеното време нема да се задржи долго. Од средината на следната недела веќе не очекуваат температури и до 19 степен. Докторите посочуваат, овие драстични температурни разлики особено ги чувствуваат хронично болните, метеопатите и постарите лица.